له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Dragi brakja, počituvani džematli, во збирката на веродостојните хадиси на имам Ел-Бухари, во поглавието за иманот, регистриране хадис од Ебу Хурейре радијаллаху таала анху ва ердаху, во кој што пегамберот Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем вели: Мен кане юъмину биллахи вал јаумил ахири фелјекул хајран ау лијасмут. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Ili во превод зборовите на пејгамберот алейхи салату ва селам вака би гласеле: кој верува во Аллах и во судниот ден, нека збори само убаво или нека молчи. Кој верува во Аллах и во судниот ден, нека го почести својот гостин. Кој верува во Аллах и судниот ден, нека му го укаже местото кое што му припаѓа на неговиот комшија. Кога пегамберот алейхи салату ва селам вели дека оној кој што е длабоко убеден дека судниот ден ќе настапи и дека ќе полага сметка пред возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала, тогаш јасно ни се дава до знаење дека јазикот мора да го чуваме од се она што не оддалечува од Аллах субханаху ва таала, а овој орган кој што Аллах ни го ставил во нашата глава, треба да го употребиме само за она што ни е корисно, само за она што ќе ни донесе награда кај возвишениот Господар субханаху ва таала и само за она со што ќе успееме муслиманите да ги зближиме, муслиманите да ги сплотиме, да ги соединиме и себе си да си бидеме од корист, да бидеме од корист на нашите семејства и да бидеме од корист на севкупната муслиманска заедница, а понатаму и пошироко, дури и да им бидеме од корист на нашите сограѓани немуслимани. Бидејќи само со коректно, праведно, убаво исламско однесување, дури понекогаш и не мораме да збориме, но луѓето ќе земат поука од нашето однесување и ќе се запрашаат што е тоа што нас муслиманите не прави така коректни, љубезни и праведни луѓе. А тоа е верата на Господарот Аллах субханаху ва таала. Ако оној кој што верува во Аллах и во судниот ден е на вистина искрен, тогаш ако збори убаво, кога ќе му се наметне ситуација или прилика некого да уговара, некого да клевети или да збори некакви коештари или глупости или будалаштини, верникот се воздржува од вакви идиотизми, бидејќи знае дека треба да се подготвува за средба со својот Господар Аллах субханаху ва таала,
во денот кога ни една, па ни најситна работа и најмал детал нема да биде пропуштен, а човекот да не одговара пред Господарот Джеле Ше'нуху поради тоа. Фемен ја'мел мithqala dharratin khayran yara. Господарот вели и тие кои што ќе сторат или ќе направат и колку едно мало зрнце добро дело ќе го видат кај Аллах, ќе бидат наградени поради тоа, но وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, но и тие кои што ќе направат колку едно зрнце зло, грев, неправда, и поради тоа ќе одговарат пред возвишениот Господар Аллах субханаху ва та'ала. Но ние луѓето по некакво глупаво непишано правило кое што шејтанот ни го наметнува, мислиме дека Господарот само ќе наградува за добрите дела, Господарот само ќе простува, а никогаш нема да одговараме за нашите лоши дела и за нашите гревови. Длабоко уверени дека Господарот ќе ги занемари поради нашиот намаз или поради нашиот шехадет, што е една од најголемите грешки во животот на еден верник. Поради тоа, луѓето кои што се вака расположени, ќе ги видиш, живеат малку со исламот, но, на жалост, и живеат малку со гревот. Иманот им се измешал со гревот и се додека не се одлучат да го остават гревот, почитувани мои, никогаш нема во целост да ја почувствуваат сладината, убавината на верата во Аллах субханаху ва та'ала, и поради тоа таквите луѓе ги гледаш не се подготвени да го жртвуваат и своето време, и својот труд, и својот пот, и сите своји најпотребни работи не се подготвени да ги жртвуваат поради задоволството на Аллах субханаху ва та'ала. А наградата и казната на судниот ден токму ќе зависи од овој момент колку човекот бил расположен да жртвува за својот Господар, во буквална смисла на зборот, да жртвува се, почнувајќи или од својот живот, или од својот имот, или од своето време, или. Работата на која што сакаме да укажеме на овој хадис е следната. Кога пејгамберот алейхи селату ва селам веќе ни опишал дека мораме само да збориме добро, а ако веќе не знаеме да збориме добро, тогаш да молчиме, да си го држиме јазикот в уста. Ако сме го исполниле овој услов, пејгамберот алейхи селату ва селам, браќа, ни дава еден многу убав приказ како треба да се однесуваме со луѓето кои што, или со нештата кои што ќе не одликуваат или ќе не почестат со нивното присуство. Затоа пејгамберот алейхи селату ва селам вели, тој кој што верува во Аллах и во судниот ден, нека го почести својот гостин, нека му го даде заслуженото место, нека се потруди неговиот гостин да не се почувствува занемарен, нека се потруди неговиот гостин да ја почувствува љубовта на домакинот, да ја почувствува љубезноста на домакинот, гостинот, нека види дека домакинот е подготвен пред него да изнесе се. Најубавиот гостин, најмилиот гостин, браќа, кој што уште овие денови полека срамежливо веќе чука на нашите врати, на нашите порти, е гостинот кој што не бара ништо од нас, е гостинот кој што нема да не вознемири со своето присуство, напротив, нашите денови ќе ги исполни со убавина, ќе ги исполни со благодет, ќе ги исполни со Аллахова милост и прошка. Гостинот без кого ни една муслиманска куќа не може да се пофали дека е муслиманска. Гостинот без кого ни една муслиманска куќа не може да ја почувствува убавината на оваа вера. Тоа е драгиот, милиот и саканиот Рамазан, почитувани мои. Ако веќе сме се подготвувале за доаѓањето на Рамазан, сме молчеле,
не зборејки секакви будалаштини. Сме го чувале јазикот од страв пред Господарот Аллах субханаху ва таала. Сме го употребувале јазикот само во оние работи од кои што Аллах Джелешенуху е задоволен. И сме се подготвувале да го дочекаме овој убав гостин во присуството на овој најмил и најдраган и најдраг и најсакан гостин. Можеме во потполност да ги одврземе нашите јазици, браќа. Сега за 7-8 дена настапува периодот кога нашите јазици можат да зборат колку што сакаат. Не мораш да се воздржуваш. Не мораш повеќе да размислуваш. Само еден услов да исполниш. Јазикот да го употребиш во она што Аллах субханаху ва таала ти го дозволил. Да повикуваш луѓе во Аллаховиот дин. Да го воспитуваш своето семејство во овие благодетни денови кои што настапуваат, во својата куќа да отвориш медреса и да ја насловиш со медресата на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, денови во кои што ќе ги поминуваш со своите најмили во учење на Куранот, во студирањето на Аллаховата книга, во изучувањето на Аллаховите прописи, да ги собереш своите најмили и да си одредиш еден час дневно, дали после пладне или после икиндија или пред акшам намаз, да ги подучуваш своите најмили на Аллаховите прописи. Па ако не ги познаваш, тогаш земи книга, читај заедно со своите и така стекни се и доби го Аллаховото задоволство. Читај го суннетот на пејгамберот алейхи селату веселам и види каков бил во овој месец Рамазан. Ова е нашиот гостин кој што не смееме да го пропуштиме, браќа, а да не го дочекаме доследно со исполнети души и со исполнети срца. Асхабите на пејгамберот алейхи селату веселам 6 месеци пред настапување на Рамазан, браќа, го молеле Аллах субханаху ва таала да ги поживи, да им даде живот, да им даде сила, живи и здрави да го дочекаат месецот Рамазан, бидејќи знаеле дека во овој месец Аллах субханаху ва таала ги услишува довите, им простува на своите робови и ширум ги отвара портите на дженнетот на неговата милост. Оваа прилика кој што ќе ја изгуби, тој ќе изгуби се. Пејгамберот алейхи селату ва селам вели: "Регуме енфу реджулин едреке Рамадани фелем юхфер леху." Пропаднал и самиот се осудил на пропаст човекот кој што жив и здрав ќе го дочека Рамазан, а нема да заслужи Аллах да му ги прости гревовите. Што е смислата на животот на овој свет, браќа, ако не е желба Господарот да ни ги прости гревовите? Ако не е таа желба Господарот да не стори да бидеме негови искрени робови? Ако не е таа желба Господарот да ни помогне своето време да го исполниме со ибадет, своето време да го исполниме со се она што ќе ни користи на идниот свет, своето време да го искористиме со она што им користи на луѓето кои што се околу нас. Како е можно муслиманот да биде муслиман? Доаѓа Рамазан, тој не го чува својот јазик. Доаѓа Рамазан, тој не знае да го угости овој најубав гостин. Доаѓа Рамазан, тој е се уште скаран со својот комшија. Тој се уште не знае да го повика својот комшија на ифтар. Тој се уште не знае како на својот комшија да му се обрати со брате или со сестро. Ваквата заедница, браќа, која што не ги почитува Аллаховите закони, заедница која што не знае во пракса да ја оживее Аллаховата милост и неговата прошка, заедница која што не е во состојба да ја манифестира љубовта, да ја манифестира толеранцијата меѓусебно, само поради една единствена цел, да го заработи Аллаховото задоволство,
ваквата заедница сама на себе си се осудила на пропаст и ваквата заедница Господарот Субханаху ва Таала никогаш нема да ја благослови, браќа. Молете го возвишениот Господар Джелле Фиула, а и јас со вас овој месец на Аллаховата милост, кој што веќе чука на нашите порти, да не замине, а ние да не дај Боже да ја пропуштиме таа шанса. Молете го Господарот Субханаху ва Таала, а и јас со вас, браќа, овој гостин да го зграбчиме со сета сила и да ја заслужиме Аллаховата прошка и да го заслужиме она што Господарот Субханаху ва Таала го вели во неговата книга, а што ќе го протолкуваме во вториот дел од нашата худба, инша Аллах. Ва акулу қаули хада фа астагфируллах фастагфиру фа ја фаузал мустагфирин истагфируллах ал-азим. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Почитувани браќа, вели Господарот Субханаху ва Таала баш во оној контекст кога не советува како да се подготвуваме за овој месец и не само за овој месец, бидејќи исламот се живее 365 години, 365 денови во годината. Меѓутоа, Рамазанот, браќа, муслиманот го доживува како посебен празник, како посебна пригода, како што на голема жалост, голем дел од муслиманската популација, излудени, распаметени, разулавени, едва чекаат да се случи, нели, таму европско првенство во фудбал или светско првенство во фудбал или, нели, таа распаметеност и таа разулавеност кај муслиманот не смее да постои, меѓутоа треба да се појави во една поинаква, поубава и попозитивна атмосфера и расположение кога го дочекува месецот Рамазан. Браќа, како е можно луѓето кои што не го познаваат Аллаховиот дин, доколку не се покајат, сигурно ќе завршат во џехеннемот, едва и чекаат да им се исполнат некои такви глупави желби, а муслиманот знае, сигурно е убеден дека ќе влезе во џеннетот и Аллах ќе му прости ако биде искрен со Господарот и го живее исламот како што треба, а не знае како да го дочека месецот Рамазан. Вели Господарот Субханаху ва Таала, ајет кој што ви го спомнав пред крајот на првата худба: فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ فَإِنِّي قَرِيبٌ уџибу даъвата да'i иза да'a. И кога моите робови ќе те запрашаат за мене, та нека знаат дека јас сум на вистина блиску и ја прифаќам, ја услишувам довата на тие кои што барат од мене. Почитувани мои, Господарот ни е блиску. Господарот ни е поблизок од оваа жила куцавица овде, браќа, низ која што врви нашиот живот. Господарот е поблиску од нашата мисла. Господарот ни е поблиску од нашата желба. Господарот ни е поблиску дури од овие зборови кои што сакаме да ги кажеме, сме ги осмислиле во главата, се уште не сме ги изговориле. Господарот ни е поблиску дури од таа мисла, браќа. Меѓутоа, поблиску ни е со неговото знаење, со неговата сила, со неговата моќ. Меѓутоа, со неговото битие, Господарот Субханаху ва Таала е над аршот, браќа. И тој гледа како постапуваме. Не наблюдува како ќе се однесуваме. И доколку знаеме да го молиме, и доколку знаеме како да бараме од него, доколку знаеме како да му се обраќаме, да бидеме сигурни дека сигурно ќе ни се одзвена нашиот повик. А нема ништо поубаво, браќа, од тој факт кога го молиш својот Господар, а знаеш дека тој ќе ти услиша. Вели пејгамберот алейхи салату ва салам: "Уду Аллахе ва ентум мутајақинин бил иџабе." Молете го Аллах длабоко убедени дека тој ќе ви услиша.
I braća, koga ga moliš Allah subhanahu wa ta'ala, moli go со цело срце и со цела душа. Немој воопшто да размислуваш дали и кога ќе се услиша. Ако си искрен, може би уште не си излегол од џамијата, Господара subhanahu wa ta'ala веќе ти услишал. Кога пегамберот алейхи селату ве селам се соочил со најголемата опасност во историјата на исламот, со најголемиот ризик кој што застанал, им се испречил на патот на муслиманите, на патот на ширењето на Аллаховата вера, кога се случила битката на Бедр. Поради таа битка и тоа што се случило тогаш, ние денеска сме муслимани. Поради жртвата на првите асхаби и жртвата на пегамберот алейхи селату ве селам, ние денеска со Аллахова милост сме муслимани. Кога пегамберот алейхи селату ве селам видел, браќа, дека муслиманите се само една рака луѓе, а мушриците се многу побројни, воено биле поопремени и стратешки и било во која смисол, биле што? Биле еден чекор пред муслиманите, и кога поразот бил сигурен на сметка на муслиманите, кога муслиманите знаеле во оквирот на дуњалучките можности дека сигурно ќе изгубат, меѓутоа водени од нивниот иман, водени од нивната убеденост дека Господарот сигурно ќе ја услиша довата, пегамберот алейхи селату ве селам рекол, гледајки во мушриците: Господару мој, ако денеска ти дозволиш оваа мала група на верници да биде уништена, па кој после тоа тебе ќе те обожава на лицето на оваа земја? И не поминало ни 2 часа, браќа, ширкот и мушриците биле до темел уништени. Господарот субханаху ва таала го воздигнал исламот и муслиманите. Аллахуме салли ала Мухаммедин ва ала али Мухаммед, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Почитувани мои, не заборавете дека денеска е џума. Донесувајте и благословувајте го пегамберот салаллаху алейхи ве селем. Многу едноставно, браќа, само кажете Аллахуме салли ала Мухаммед. Аллаху наш, благослови го твојот пегамбер салаллаху алейхи ве селем. Поради тоа ќе заслужиш Господарот 10 пати да те благословува во џеннетул фирдеус кај него. Од една страна, од друга пак страна, браќа, џеннетот е тешко е џеннетот да се заработи, но ако си искрен, и тоа Аллах џелешенху ќе го олесни. Пегамберот алейхи селату ве селам вели: кој 3 пати дневно ќе каже Аллахуме ини еселуке џеннета ва е'уду бике минан нар, Аллаху мој, од тебе го барам џеннетот и барам да ме заштитиш од џехенемскиот огин, Господарот субханаху ва таала тоа сигурно ќе му го услиша. Од таа причина немојте да си дозволите барем еднаш дневно да донесете салават на пегамберот алейхи селату ве селам и барем еднаш дневно да побарате џеннет и да побарате заштита од џехенемскиот огин, бидејќи ваквиот начин на комуникација со Господарот субханаху ва таала секогаш ќе те држи блиску од твојот Господар џеле ше'нуху, а далеку од твојот најголем непријател, од шејтанот. Инна Аллахе је'муру бил адли вал ихсани ва ита'i ذил курба ва јанха анил фахша'i вал мункери вал баги я'идукум ла'аллакум тадаккарун.